Социјалдемократскиот сојуз соопштија дека се уште чекаат на одговор за 5 тони марихуана вредни 40 милиони евра кои завршија заплените во Србија и ја поминаа границата со Македонија. ВМРО ДПМН од друга страна прашуваат дали по насока на интересите на Заев и Филипче е донесен законот за медицински канабис за 2020-та. 12 дена власта молчи, 12 дена нема одговор на едноставно прашање. Како 5 тона дрога вредни околу 40 милиони евра ја поминале македонската граница и завршиле во Србија? Кој ќе одговара? Наместо одговори, власта прави дефокус и шири медиумска магла. Премиерот Мицкоски исто така не одговара на прашањата. Се прави дека ништо не знае, но лицитира по медиумите. 25 тони, 40 тони, сега најавува 100 тони запленет канабис. Ако фирми работеле нелегално, ако произведувале канабис нелегално, складирале нелегално, зошто владата го дозволила тоа нелегално производство и складирање? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сите паметиме кога во 2020 година Заев и Филипче сакаа да донесат закон за целосна легализација на марихуаната, со што Македонија сакаа да ја направат светска туристичка дестинација за уживателите на марихуаната. Откако ова не им успеа, се дадоа на масовно издавање на лиценци за медицински канабис на лица блиски до кланот Заеви и до Филипче, со што драстично се зголеми бројот на лиценцирани компании во Струмичкиот крај. Сомнежите и индициите за криминалот со дрогата водат кон Заев и Филипче.